Добро вечер, драги гледачи. И оваа сабота во 21 часот сме повторно заедно на тема астрологија. Вечерва ќе зборуваме за една од, по мене, најубавите планети во астрологијата, а тоа е планетата Венера, можеби затоа што владее со мојата натална карта, па јас природно најмногу ја сакам. Вечерва ќе зборуваме за планетата Венера и аспектите кои што ги гради со останатите планети во натална карта и што е тоа што како символика самата планета со останатите планети во аспект која ќе се најде во натална карта може да укаже или да донесе. Венера е планетата на љубовта, убавината, естетиката, уметноста и креативноста. Таа е една од најбенефичните планети, свесна планета во астрологијата и од незината позиција во наталната карта можеме да видиме што е она што го сакаме, она може да ни опише што сакаме, начинот на кој даваме и примаме љубов, исто така опишува и начинот на кој ја доживуваме љубовта, не само во партнерските односи, него и во нашиот секојдневен живот. Аспектите на кои што ги гради планетата Венера се од доста големо значење, бидејќи тие ги опишуваат нашите очекувања, кои што ние ги имаме во партнерските односи, но и во останатите односи кроз животот, како и ни покажува што е она што го сакаме и во што уживаме. Доколку тие аспекти се негативни во наталната карта во однос со другите планети, тие ги опишуваат пречките со кои што може да се соочуваме и проблемите кои што може да ги имаме, кои што се од емоционална природа. И тоа е главно во партнерските односи, односно која е темата на која што би требале да работиме доколку постојат одредени негативни аспекти. Исто така, тие укажуваат и на тоа да можеме да ги разбереме нашите емоционални потреби и очекувања кои што ги имаме и опишува исто така на кој начин и како се заљубуваме, односно во зависност од тоа каде се наоѓа оваа планета во која куќа од наталната карта е, може да покаже начинот на кој што се заљубуваме или каде можеме да го најдеме нашиот партнер, дали се тоа места за забава кои што сакаме или се на некои други места во зависност од позицијата во наталната куќа и исто така она ни дава и чувство на радост и уживање. Доколку оваа планета гради аспект со Сонцето, тоа може да единствен аспект кој што може да го направат планетата Венера и Сонцето се конјункција и полусекстил, бидејќи и двете планети по брзина се во исто се движат, па тоа е единствен аспект кој што можат да го направат и може да дадат физичка убавина. Во принцип се тоа убави луѓе, физички згодни и привлечни луѓе кои што зрачат со убавина и имаат убава пријатна природа, може да даде популарност и исто така може да даде голем талент за уметност и желба за да се сака и да се биде сакан, меѓутоа и развиено чувство на естетика доколку постои конјункција или полусекстил меѓу овие две планети. Исто така, славата е нешто што може да поиде од овој аспект и исто така може да даде слава или добар талент за слава во некоја уметничка дејност или да даде да можеме да се снаоѓаме добро во некои убави нешта. Меѓутоа, ова е аспект кој што особено е Венера, кој што сака јавно да биде видена и да излезе на светло, да се покаже во јавноста. И исто дава луѓе кои што имаат нагласена креативност, луѓе кои што имаат желба за златен накид или за скапи подароци, тоа се и дарежливи луѓе и исто така може да даде луѓе кои што се на сцена, кои што се популарни, меѓутоа кроз Венера се гледа и сестра, може да даде и популарна сестра, исто така
бидејќи е сонцето вклучено во овој аспект, сонцето и татко во нашата натална карта, тоа може да покаже дека е шармантен и убав татко, или исто така може да даде склоност кон заљубување во постари мажи, бидејќи сонцето дава зрели мажи. И исто така најчесто може да биде и заљубување во маж кој што личи на нашиот татко, и може да даде, најчесто е тоа љубов која што е со постар или оженет маж, или се тоа мажи кои што се познати. И исто така најчесто сопругот со кој што може односно сопругот со кој што се влегува во однос може да биде згоден и привлечен кај женската популација. Исто така тоа е и аспект за популарен маж, односно маж на позиција или татко на позиција. И исто така може да опише и врска со оженет маж. Сонцето секогаш представува постар маж, млад дечко. Во натална карта гледаме преку планетата Марс, така да во оваа ситуација се работи за зрел маж. Исто така, доколку оваа конјункција или полусекстил имаме во машки хороскоп, тоа може да даде заљубување во значително помлада девојка. Мажот може да биде привлечен од енергични, амбициозни жени, и исто така најчесто се тоа жени кои што се самоуверени и кои што се стремат кон одреден статус во општеството. И оваа конјункција може мажот да го направи популарен меѓу жените, особено популарен може да го направи кога би влегол во брак, па потоа да биде популарен меѓу женската популација. И најчесто се тоа мажи кои што достигнуваат одредена позиција и репутација во општеството, и тие се пошто мажите кога се на позиција најчесто се привлечни, најмногу се привлечни кај жените, и заради нивната моќ и статус кој што оние имаат во општеството. Ова може да биде и аспект кој што може да даде површност, најчесто бидејќи личноста која што го носи тој аспект може да се врзува само за формата, но не и за суштината. Знае да даде снобизам и нарцизам, и може да биде да даде и длабока несреќна личност која што е незадоволна од себе, а доколку оваа конјункција е поврзана со шестата куќа, која што се смета дека е куќа на здравието, може да донесе и проблеми со кожата, бубрезите и хормоните. Доколку Венера прави одреден аспект со месечината, се работи за две планети кои што се представници на женскиот принцип, со тоа што месечината представува мајка и повозрасни жени, додека Венерата се млади девојки, односно во оваа ситуација представува однос, улога мајка и заводничка, и тоа може да значи лесна комуникација меѓу женската енергија, меѓу овие две женски улоги, доколку се работи за позитивен аспект. Месечината го представува нашиот однос кон домот и семејството, мајчинството, како и нашето чувство на мајка и сопруга, додека планетата Венера ја представува нашата младешка улога, нашите емоционални потреби и нашата вештина на заведување, односно начинот како даваме и примаме љубов во партнерски однос. Во машки хороскоп, доколку постои ова аспект меѓу месечината и планетата Венера, тоа би значило дека е неговиот женски принцип интегриран во неговата личност, и најчесто тоа покажува потреба од жената да биде исполнет и задоволен од нејзе. И овие две планети се планети на емоциите, односно на емотивните наши потреби и нашата способност да создаваме убавина.
односно да сме обкружени со убави работи. Исто така, доколку постои лош контакт помеѓу овие две планети, тоа би значило дека постои неусогласена женска енергија, односно постои потиснување на нашата сексуална улога и занемарување на нашата улога како жена и мајка откако ќе постанеме, односно занемарување на улогата на жена откако постануваме мајка откако влегуваме во брак. Исто така, лоши аспекти може да покажат и одредени хормонални проблеми со женските органи или да имаме одредени потешкоти при зачнување или породување. Исто така, доколку постои негативен аспект помеѓу овие две планети, може да дојде до внатрешна дисхармонија на женскиот принцип, односно од една страна да не постои усогласеност меѓу улогата на љубовница и на улогата на мајка од другата страна. Доколку оваа конјункција, доколку аспектот помеѓу месечината и планетата Венера се најдат во машки хороскоп, тоа подразбира дека тој аспект е негативен, може да доведе до одредени психолошки проблеми или до одредена дисфункција кај мажите, и исто така може да настанат несогласувања во однос на изборот на партнерките од страна на мажите, кои што нема да се согласуваат со вкусот и изборот на неговата мајка, па најчесто може во ситуации кога би влегле во брак да биде тоа избор на девојка која што нема да одговара на вкусот на нашата мајка, со што тоа би представувало одреден проблем, затоа што во таква ситуација би можело да дојде до занемарување од страна на изборот на партнерката, на незиниот изглед и она што е она како личност, односно она да постане незадоволна од самата себе. Например, кога би имале Венера во Овен, која што би била во квадрат со месечина во Рак, во таква ситуација таа Венера во Овен во млади години е темпераментна и страстна девојка. Меѓутоа, откога таа ќе влезе во брак, влегува во низината месечина во Рак и автоматски таа губи својата женственост и страст која што ја има и целосно се префрлува во улогата на жена. Може во млади години да имала несогласување за потребата да постане мајка. Тоа е жена која што целосно ќе се посвети на децата и ќе го занемари сопствениот сексуален живот од кога ќе влезе во брак, односно може да дојде до запоставување на партнерот, така да она влегува во улогата на грижлива мајка, меѓутоа излегува од улогата на партнерка и може да дојде до проблеми кои што ќе настанат поради одредено незадоволство во бракот од таквата промена која што настанува. Најчесто мажите имаат чувство како да влегле во брак со жена која што никогаш не ја познавале, а претходно била сосема друга. Доколку планетата Венера прави одреден аспект со планетата Меркур, најчесто е тоа конјункција или полусекстил, бидејќи секстил, затоа што тоа се планети кои што се движат со иста брзина, па единствен аспект кој што може да го образуваат се овие два аспекти. При тоа е ова еден од поубавите аспекти, бидејќи зборува за леснотија во комуникацијата на мислите и емоциите. Тоа се романтични и сладкоречиви личности, најчесто се елоквентни, имаат чисти мисли и кога зборуваат, најчесто зборуваат од емотивниот нивен дел. Може да бидат личности кои што имаат уметнички таленти, да пишуваат поезија или да прават одредени убави предмети, па да ја разубавуваат средината во која што се. Имаат нагласена естетика
И во зависност од знакот во кој што се овие две планети, они ќе ни покажат каков талент ќе биде вклучен во оваа конјункција или секстил. Исто така, доколку се работи за негативна конјункција, односно ако Меркур е подобро поставен како планета, а Венерата е како послабо поставена, може да дојде до доста пресметаност во рационалните, повеќе ќе се користи рационалниот ум, а помалку ќе се навлегува во емотивниот дел и најчесто може да дојде до критички однос кон надворешност и околината или да се омаловажува партнерот. И исто така, доколку е позитивна конјункцијата, може да дојде до баланс помеѓу емоциите и разумот. И аспектот може да даде да имаме склоност или талент за спорт, за некоја форма на забава, уметност. И исто така најчесто се тоа разиграни и весели луѓе, но тие немаат одредена длабочина во размислувањето и најчесто може да даде и површност во партнерските односи, односно да биде тоа променлива љубовна ситуација, бидејќи тоа е Меркур, планета која што знае да даде одредена површност и да бара постојана промена. Исто така може да биде врската да стане тешка и сериозна и може да дојде до здосадување во истата и личноста да побарува забава на друго место. Доколку планетата Венера прави одреден аспект со планетата Марс, тоа е комбинација на машка и женска енергија. Марс се млади луѓе, а Венера се млади девојки. Тоа е исто како да постои контакт меѓу Сонцето и Месечината, односно доколку во наталната карта тој контакт го нема, а постои контакт меѓу Венера и Марс, оние надополнуваат таа машко-женска енергија во наталната карта на личноста. Тоа се дава сила и виталност, луѓе кои што имаат многу љубов да ја дадат на околината и на луѓето околу себе, и тоа се луѓе кои што може да покажат одредена блискост и нежност кон другите. Исто така, доколку постои лош аспект меѓу овие две планети, може да дојде до поголема ориентираност кон материјалното остварување, личноста повеќе да сака материјално да се остварува, да ги запоставува партнерските односи и љубовта и да личноста која што го носи овој негативен аспект да не чувствува среќа и радост и задоволство. Исто така може да даде одредени проблеми на психолошко ниво, да даде потиснати емоции и потиснати сексуални нагони. Исто така, ако планетата Марс е подоминантна, односно е подобро поставена, може да дојде до потиснување на љубовта и естетиката, тогаш може да дојде и до потиснатост на потребата за нежност кон луѓето, доколку е здравието во прашање, може да настанат одредени проблеми со кожата и да има и воспаление на вените или да имаме сексуално преносливи болести или преносливи или чести воспаление на гениталните органи. Доколку планетата Венера гради аспект со планетата Јупитер, тоа представува еден од поубавите аспекти помеѓу овие две планети. Тоа е најчесто среќа и радост во партнерски односи. Може да даде Венера која што се заљубува во странство, односно која што се заљубува на факултет или во некој странец, или пак да е заљубеник во она што е символика на планетата Јупитер, а тоа е учење, патување, истражување, стекнување на нови знаења, истражување на култури, слобода, потребата за слобода, се она што е во символика на планетата Јупитер. Добар аспект дава популарност во општеството, дава просперитет и предиспозиција за радост и среќа. Исто, меѓутоа,
овој добар аспект може да даде и претерување во себе, бидејќи Јупитер е планета кој што знае доста да шири, па може и да претераме во одредени работи. И треба она што е клучно во кога овие две планети градат аспект, мораме да најдеме одредена мерка на пропорција, односно докаде се нашите граници во се што правиме. Доколку овие планети се во лош аспект, може да даде запуштање на личноста, односно она да не се грижи за сопствениот изглед, да се скромни личности кои што не се стремат кон материјални достигнувања, исто така убавината и естетиката не им се приоритет и може да даде луѓе кои ги забавуваат другите, но во суштина тоа се луѓе кои што се многу тажни и се несрекни и тоа е единствениот начин за да ја прикријат тагата и неубавите чувства кои што ги носат е да ги забавуваат другите луѓе, мислејќи дека тоа им дава чувство да се чувствуваат посрекни. Исто така, доколку е негативен аспектот, може да дава и одредени морални сопирачки, да има одредени неморални работи кои што може да ги прави личноста, кои што нема да се вклопуваат со средината и општеството во кое што живее. Исто така, овој аспект сам по себе влече и афери, доколку постои негативен аспект, квадрат или опозиција, да личноста влегува во одреден партнерски однос и паралелно да влегува во врски со други мажи, со тоа што би настанувале афери. Во машки хороскоп, доколку овој аспект е негативен, секако афера може да настане доколку личноста е во брак, а во женски хороскоп може да дава предиспозиции за неверство во партнерскиот однос. Венера исто и планета на уметноста, па сама по себе овој аспект може да даде и уметнички таленти, например со пишување, говорење, едукација на други. Доколку постојат лоши аспекти во однос на здравието, може да дадат проблем со шеќерот, односно дијабетис, и може исто така да има сексуално преносливи болести. Доколку Венера прави аспект со планетата Сатурн, најчесто овој аспект може да даде стабилни врски, да даде односи кои што траат, меѓутоа тоа се односи кои што се без емоционална сигурност, односно недостасува чувството на емоција. Најчесто личноста може да се заљубува во постари мажи, во позрели и поодговорни партнери и при тоа да се стреми кон одредена брачна сигурност, односно да има потреба бракот подолго да трае, меѓутоа со самото тоа што бракот подолго може да трае, тоа не значи дека и емоциите во тој брак ќе траат. У принцип Сатурн е планета на кармата и она сама по себе носи заладување на односот и тоа е однос кој што има недостаток на емоција и на љубов. Може да донесе материјална сигурност и одреден општествен статус, но тоа е најчесто во подоцнежни години, кроз време, пошто Сатурн се врзува и за време. Исто така може да даде издодевност во одреден период и одредена дисциплина и ладен однос. Може да даде и досада во односот, исто така да кај еден од партнерите да е присутно чувство, недостатокот на чувството на радост, со што едниот партнер за недостатокот на тоа чувство да го обвинува другиот партнер за состојбата во која што ќе се најде. Најчесто кога се работи за лош аспект, помеѓу овие две планети може да постои чувство на срам, особено да личноста има проблем
да се срами да ги покаже емоциите или доколку ги покаже емоциите да се појави тоа чувство на срам, па да е во грч и да истите не ги покажува. Може да даде и сексуална блокада и одолговлекување во влегување во партнерски однос и може да биде тоа тешка и затворена личност. Ако се гледа по планетата Сатурн, кармички тоа би можело да значи, пошто Сатурн ги представува нашите дедовци, може да значи дедо кој што во некој свој однос повредил одредена девојка, па тоа доаѓа како кармички долг кој што ние треба да го платиме во овој живот, или е наш личен кармички долг кој што ние сме го направиле во некој претходен живот во врска со љубовта, со што се настануваат одредени потешкоти во партнерските односи. Најчесто овој аспект исто, доколку постои во наталната карта, личноста има потреба да го одолговлекува влегувањето во брак, или во случај да влезе во брак, може да има одредени проблеми во бракот подоцна, кроз времето. Може да постои разлика во годините помеѓу партнерите, може да се тоа прилично постари партнери или партнери кои што се од друга вера, друга раса или друга боја на кожата. И може кроз времето тој брак да постане прилично проблематичен, односно да партнерите не се чувствуваат добро во тој брак. Да е едноставно брак во кој што недостасува љубов, топлина и емоција. Доколку планетата Венера гради аспект со планетата Уран, најчесто е ова аспект кој што кажува дека Венера се влюбува во својата слобода, бидејќи Уран е планета која што сама по себе е автентична, ја представува слободата, и тоа е аспект кој што сам по себе носи неограничување, неврзување и нешто што е слободно, поради нагласената слобода. Во традиционалната астрологија овој аспект се толкувал како еден вид на отфрлање на улогата на мајка и сопруга, и дека личноста го отфрлала бракот и потомството, но всушност ова е потреба за поголема, послободна форма, односно да не е тоа традиционална форма на брак, него едноставно да е тоа отворена врска на партнерски однос, кај што партнерите сами по себе ќе си ја задржат слободата меѓу нив двајцата и они ќе бидат меѓу нив добри пријатели. Исто така, лош аспект може да укаже да личноста ги меша поимот на љубов и пријателство и најчесто може да доаѓа до заљубување во пријатели. И тоа да се емоционални, односно да се врски во кои што емоционалниот дел недостасува и да се тоа кратки врски, најчесто дава неодговорност и емоционална незрелост. Исто така дава необични и ексцентрични партнери кои што се поразлични од останатите, и најчесто е тоа неформален тип на врска кој што мора да задржи во себе одреден степен на слобода. Доколку е негативен аспектот, чувствата на партнерот се променливи и личноста може да биде незрела, каприциозна и нестабилна. Доколку планетата Венера прави аспект со планетата Нептун, најчесто доколку постои тој аспект во астрологијата се смета дека тоа е еден вид на љубовна бајка, односно тоа е љубов која што се сонува и која се замислува, која се проекцира. Личноста може да биде креативна, имагинативна, интуитивна и исто така може да чека за некаков вид на идеална љубов. Исто така дава доста емпатичност и добронамерност кај особата, доколку е во лош аспект, личноста може да биде манипулирана од страна на партнерот, или личноста може да претерува во својот емоционален дел, така што може тоа да биде прилично љубов која што е
проектирана, која што е нереална, која што не носи потоа до одредени разочарувања. И најчесто личноста која што го има тој аспект може премногу да сонува за идеален партнер или идеална љубов. Исто така, доколку постои лош аспект, може да даде и одредени болести на зависност, психоза, може да, она како што рековме, манипулација на емотивна манипулација во односите, може да даде лага, измама или погрешно да се толкуваат информациите кои што доаѓаат до нас преку интуицијата. Доколку планетата Венера прави аспект со планетата Плутон, тоа представува аспект на страст и љубов, и тоа се најчесто фатални емотивни искуства. Поради самата планета Плутон, тоа може да биде магнетска привлечност, која што можеме да ја почувствуваме од страна на личноста на партнерот кој што е до нас. Може да даде и доста материализација на сопствените желби. Најчесто се тоа лавина на емоции кои што ги имаме во нас, кои што може да го блокираат човек, пошто тоа е огромна количина на емоции. Нагласена страст може да даде обсесија и љубомора, и може да имаме потреба од постојана контрола на партнерот. Во лоши аспекти може да даде борба за моќ во партнерската врска, може да даде емоционална манипулација и уцена, може да има одредено насилство, сексуална злоупотреба, и во зависност од тоа дали е позитивен или негативен аспектот, човекот може да ги закопа своите негативни емоции и може да си дозволиме да претрпиме длабока трансформација на нашата душа, затоа што Плутон е сепак планета на трансформација и она во зависност од тоа со која планета каков аспект гради, таму дава и одредена голема трансформација која што треба да ја доживееме во нашиот живот. Може да даде и измешани емоции, така што да не може носителот на овој аспект помеѓу овие две планети да прави разлика што е љубов, што е омраза, што е страст. И може да даде сексуални блокади и дисфункции, може да даде преголема приврзаност кон партнерот, односно вразување за партнерот, а во некој случај може да даде развод и смрт на партнерот. Во однос на здравието, најчесто може да се тоа проблеми со хормоните, гениталиите, венерични болести, може да даде и одредени инфекции на кожата, дебелото црево и други некои заразни болести. Ова е во однос на планетата Венера и аспектите кои што ги гради со останатите планети. Во зависност од тоа, покрај овие аспекти, секогаш гледаме и поставеноста на Венера во знакот во кој се наоѓа и во куќата во наталната карта. Ова е само еден дел од сликата која што можеме да ја видиме, за да може истата да се комплетира. Битен е знакот во кој што се наоѓа, куќата во која што е, како и знакот и куќата и на другата планета, за да можеме да направиме одредена комплетна слика при анализа на оваа планета, што е тоа што може да ни донесе на поле на љубов, уметност и се она што сама по себе она го носи. Така да тоа е она што имав да го споделам со вас за вечерва. Се гледаме следната сабота повторно со нова тема за астрологија, во зависност од тоа како ќе биде енергијата. Можеби ќе збориме за теми кои што, ако има одредени новитети во однос на транзитните планети, а може и нешто што е поинтересно да го разговараме. Ви благодарам многу на вниманието. Се гледаме следната сабота.